Почитувани, денес ќе објавиме документи кои дополнително ги подкрепуваат сомневањата за одредени имотно-правни трансакции во Чешка, со кои се поврзуваат првиот братучет и мајката на премиерот во заминување. Ова се 16 фактури од аеродромот Александар Велики, сите адресирани до Министерството за внатрешни работи, за надомест на услуги за користење на VIP салонот на Скопскиот аеродром во период од 10 февруари 2008 година до 11 декември 2009 година. На сите до една фигурира името на директорот на тајната полиција Сашо Мијалков, кој во овој временски период редовно патувал на една иста дестинација: Скопје, Република Македонија, Прага, Чешка република. За неполни 2 години Сашо Мијалков во Прага бил 16 пати и тоа во различно друштво. На 5 март 2009 година Сашо Мијалков заедно со Љупчо Тодоровски Радникот патуваат за Прага. Што бараат шефот на тајната полиција и директорот на јавна безбедност на МВР заедно во исто време во Прага? Ако биле службено, двајцата први луѓе на македонската полиција на јавноста и должат објаснување што правеле во Прага. Доколку пак патувале приватно, зошто го користеле VIP салонот платен од МВР? Понатаму, шефот на тајната полиција на 22 мај 2009 година од VIP салонот на Скопскиот аеродром за Прага полетува заедно со мајката на премиерот Надежда Груевска, неизбежниот Ален Зекиров и плюс уште еден телохранител. Дали и каква врска ова патување има со купувањето на стан во Прага на 19 декември 2009 година, кој се поврзува со името на Надежда Груевска? Дали мајката на премиерот и Надежда Груева се едно исто лице? Зошто до сега во јавноста не се појави Надежда Груевска да демантира дека не е Груева? Дали премиерот повторно се обидел да прикрие некој свој стан? Ево уште едно симптоматично патување. Шефот на тајната полиција на 2 и 11 декември 2009 година патува 2 пати во Прага, период кој точно се поклопува со продажбата на фирмата Service Point, со седиште токму во Прага, која Сашо Мијалков ја продал за 500.000 евра, а трансакцијата не ја пријавил во антикорупцијска комисија. После оваа пресконференција се надеваме дека барем еднаш овие изгубени портпароли на ДПМН, заедно со филијалата на Груевски, срамната антикорупцијска комисија, јавно ќе одговорат. Прво, врз основа на кои закони, морални норми и правила мајката на премиерот може на државна сметка да го користи со народни пари да го плаќа користењето на VIP салонот на Скопскиот аеродром? Второ, што бара Сашо Мијалков толку често во Прага? Дали патува службено или за фамилијарните, приватни бизнис потреби во Чешка ги злоупотребува народните пари и буџетот на МВР? Трето, дали после ова антикорупцијска комисија ќе молчи и нема да отвара предмет за имотно-правните трансакции во Чешка, со кои се поврзуваат имињата на мајката и првиот братучет на Груевски? На крајот ќе користим и оваа прилика да упатим уште една јасна и јавна порака до сите честни членови на ДПМН. После ова треба да ви стане јасно дека на вашите шефови веќе одамна се спакувани куферите за Чешка, а вас бесрамно ве лажат дека ќе ги добијат изборите.